Во бурек-джилница седат двајца мои добри познаници, двајцата имаат бизниси со недвижнини, рентаат станови. Во Скопје имаат многу станови на дневна основа, рентаат на подолго, на ова, на она. Седнувам и кажуваат дека за утре 8 март нема да кажам колку станови имаат. Утре за 8 март све букирано за еднодневен престој. Како бе викам, све букирано за... Така вика. Прво вика ида да прослават 8 март у Трибека, после кај нас на Ебека. Тоа вика мажи, мажени со швалирите, женети со швалирките, жени со жени, мажи со мажи. Имало некои 3 теткици, мислам мушки теткици, за 8 март се славеле и кај еден устан нон-стоп, така да. Инсайдерски информации добивам. Шо од Путин, шо од вака обични наши граѓани од Скопје кои што имаат бизниси рентабилни со рентање на станче. Така да воведно во обраќање ми е чисто овој вовед да ви кажам дека утре ви е све букирано. Снаоѓајте се како знаете, а после приквечер приберете се во топлите брачни гнезда да се честитате 8 март, едни со други, прекуте. Шо правите? Само никој да не ве знае. Ама внимавајте, понекогаш и цитовите имаат уши. Некем да ви оставам на рад, бе. Од Трибека на Ебека, мора малце паранои да ви правам. Не се. Сигурно не ви се јавив сабајлево да ви го соопштам само ова, но бев замолен да ви го соопштам. Се работи за нешто друго. Знам дека на вие кои што имате месечни фамилиарни буџети над 3-4 евра, ова нема да ви значи многу, затоа што вашите фокуси, вашите вниманија се насочени на нешто друго, како да изведам нов пасош, како да се акнам у Грција за летниот одмор, како пред да одам на летен одмор у Грција да направам едно 10 на 15 кафе седенки во Солун, како да тргнам вамо или тамо. Да, тоа е животот. Работиш као конј, за да нешто да заработиш, да можеш да си дозволиш да си поуживаш лето на море, на зима на скијање, преку година вамо тамо, убав живот, кафани, така, тимбилдинг средби со фирмата, лайф коучинг, после тоа вака постанчиња, супер, никој не ве знае, дома мирни се доаѓате, среќни, на сопругите цвекиња, сопругите така кои што идат постанчиња, на мажите навечер некоја кошулка убава, од бутек, маче, колку те сакам. Значи, знам дека на вас ви е тешко да ги објаснам овие ствари сега што ќе ви ги кажам, но барем обидете се да разберете за што се работи. За среќа или за несреќа животот не е само пари, забава, ебење. Има и некои други работи, има оставени неисполнети аманети на наши
прадедовци. Има челад која што треба да има своја иднина. А вела дека џабе сите пари на овој свет ако човекот го загуби достоинството. Живеевме 7 години во неверојатен предавнички наратив дека што е битно како ќе не викаат во светот. Што е битно дали јазикот ни е од пред 45-та или од 44-та, 45-та навака. Што е битно дали Гоце Делчев е македонец или бугар? Што е битно тоа, бе? Пак ли ќе се служиме со слоганот ако треба корења ќе јадеме, ама ќе држиме до своето. Демо деве, тоа е нешто што нашите дедовци, прадедовци, оние брадосанине комитини, после оние партизанине комуњарски мами и мебам го живееле и го правеле, умирале за достоинство, за Македонија, за Југославија, за чест против фашизмот, глупост. Ова е ново време, бе, 21 век, бе, кој се замара со тие работи, бе, дај како сакаат, ќе се пишеме, само да живееме фино, да влеземе во ООН. Овој дефетистички, квислиншки наратив го направи, го создаде Социјалдемократскиот сојуз за да може да си ги оправда пред јавноста своите предавства. Тоест пред нивната јавност, затоа што 80% од македонците денес се против Европската Унија, не против Европа како цивилизацијска придобивка на која што сите и припаѓаме, ние што сме на тлото на Европа, туку како Европска Унија, како една супер држава која што супер држава уствари слуга подданички на Соединетите Американски држави, кои што заедно со нив со години заради нивни интереси и заради интереси на нивни поважни стратешки партнери го уништуваат идентитетот на македонците и веројатно сакаат целосно да не избришат како народ. Сакале ние тоа да го признаеме или не сакале. Значи овој наратив дефетистички, предавнички го измисли Социјалдемократскиот сојуз за да си ги оправда своите предавнички дејности што ги презеде за да го уништи македонството, македонскиот народ и неговиот идентитет изминативе 7 години. Тој наратив се надевам практично исцелен. Мора да сватите. Не е неважно. Имале вие 5.000 евра месечно, 10.000 евра месечно, оделе ли по одмори у Грција, по 15 кафења у Солун, по скијање и не знам што во Валдизер, Гармиш, Партенкирхен, Пампорово или како се вика тамо Боровец или што ја знам што. Значи, животот без достоинство не е живот. Имате деца. Ке го предадете и продадете собствениот народ, тие деца ке ги земете парите или ова ке ги пратите на студирање у пичке си матери на некоја во Западна Европа или ова. Секогаш ке бидат на столбот на срамот во одредени ситуации. Не знам како, не знам зашто, но секогаш ке почувствуваат срам ако некој случајно некаде им каже: "Ау, да бе, ти што, македонец, вие што се пишавте дека више не сте македонци, дека сте бугари, дека зборите на бугарски, дека..." Нема шанси тоа да не им се случи. Не знам како, не знам зошто, да, они пак имаат пари, пак ќе студираат, ќе прават кариери. Секогаш таа работа ќе им стои како кнедла во грлото ако ми се случи.
Ако и некој напан бугар ги сретне негде или бугарка и им каже, да, конечно признавте, вие сте бугари, вие сте... Ако немаш достоинство прво како човек, а после како народ, не си ни човек, не си ни народ. Ти си ништо. Ке гледате французи покрај вас, ако сте во Франција, ако вашите деца се во Франција, ке гледаат французи покрај нив, доека гледаат фудбал, ракомет, кошарка, што дае на телевизија, некое светско првенство, олимписки игри. Ке гледаат со каква страст ке стануваат и околу ни французите на химната, без разлика дали се од Алжир, родени во Франција или не знам од Мароко или било каде. Ке ги гледаат германските колеги, студенти или пријатели покрај нив како ке стануваат на Deutschland über alles. Со каква страст ке пеат химната. А тие самите ке се осеќаат како гомна. Ке немаат ни трошка од тоа национално достоинство во нив, затоа што кој знае дали и која химна ќе ја слушаат. Која ќе свири во чест на кој знае како ќе се вика таа репрезентација, им слам. Од чија земја доаѓаат. Јасно, северна, да, но ќе го немаат тоа чувство. Нема да можат ни да ги разберат. А ќе знаат дека е тоа нешто многу важно, штом со таква страст го прават тоа сите околу нив. Ќе бидат како апартиди, како луѓе дојдени од никаде. Мислите ќе им биде поарна тамо? Ќе очувствуваат тоа како дом, дали е Франција, Белгија, Шведска, Финска, Данска, не. Не, ќе знаат дека домот им е на друго место, ама ќе знаат дека во домот им е доволно лошо да не помисла да се вратат. Зошто? Затоа што некој намерно со децении правил да биде во домот да биде лоша атмосферата. Да биде непријатна, неприфатлива за мнозинството, за оние кои што ја создале таа држава. Не знам дали ме разбирате, баталете го тој наратив дека што е важно, кој сте и што сте. Океј, примете ги бугарите уставот, голтнете го, пуштете го тој тројански конј внатре дома да ви влезе. За утре да ви избришат со гумичка. Кога ќе почнат да отвараат своји училишта, своји универзитети, своји пратеници да бараат, своји директори, своји челници, своји ова, своји она. Кога у таква ситуација на тотален пораз и колапс на македонството, уште не знам колку луѓе ќе земат бугарски пасоши за да бегаат негде на страна, тогаш ќе биде готово све. До сега е катастрофа ова што не се случи. Тогаш ќе биде готово се. Како не разбирате дека ајде да не се враќаме на комитите, далеку сме, кој памти овај у тоа време, ама многу од вас си ги памтат дедовците кои што крвареле, гинеле за време на Втората светска војна. Има многу сега живи македонци, скопјани тука, чии што на нивни дедовци браќа или нивни дедовци или сестри на нивни баби или ова биле прогласувани за народни херои на народно-ослободителната борба. Гинеле по улициве на Скопје, убиени од бугарските фашисти и од бугарската фашистичка полиција овде.
Како ќе се осеќаат тие луѓе? Или како се осеќаат кога ве слушаат вас, кога викат, па што е битно? Македонскиот јазик Гоце Делчев дали е бугарин. Дај бе све да дадеме, да само да влеземе во ЕУ и ЕО. Земајте 50.000 евра. Плата. Знам ве боли Стојко Вранковиќ со 50.000 евра месечна плата, ама мора да го разберете тоа. Мора да ги избркаме квислиншката влада, квислиншката партија, Социјалдемократски сојуз, не да ги избркаме од власт. Повеќе да не постојат. Не знам дали сваќате дека сум ви кажал во едно видео обраќање. Предавниците се, или предавникот на сопствениот народ, е на пониско скалило од силувачите на деца. Зошто? Затоа што силувачот на дете уништил живот на едно дете и на цела негова фамилија. И според мене тој треба да биде убиен. Без трошка милост. Замислете предавник на свој народ. Убива цел еден народ. Тука не е едно дете во прашање една фамилија. Тука се стотици илјади деца во прашање и не знам колку фамилии. Колку пати тој треба да биде убиен? Знаете? Затоа ви кажав мој дедо зашто викаше така. Предавникот на својата држава е на пониско скалило од силувачот на деца. Треба да ви се нацрта зошто се важни овие избори, зошто треба сите да излеземе. Сите македонци да излеземе. Никој друг нема да одработи за нас и нашите интереси национални. Сите се гледате врзани меѓу себе. Албанци со бугари, албанци со грци, грци, бугари, албанци со ЕУ со бугари, грци. Гледате ли каква синхронизација има меѓу нив последниве години? Се излезе на видело колку се синхронизирани да не поништат како народ. Го видовте ли тоа, го увидовте ли? И уште вие нас гора на се им ја подметнувате главата, го истегнувате сами вратот за полесно да ви ја пресечат. Да можете сами ќе ја земете нивната сабља од раци, сами ќе замавнете по својот врат. До толку ли сте глупави, пичкали му лепа материна, па имајте 50.000 евра месечна плата? Каде ќе одите како овци, во која ЕУ, а башка ЕУ нема да не прими бел будали едни. Нема, Германија и Франција се изјаснија, не се за проширување, ниту една балканска земја во наредни 20 години нема ни да се доближи до ЕУ. Дури не знам сега каков да потпише, не знам, пристап за небитно. Небитно. Дали имате грам мозок? Па уште пак ви кажа, меѓу себе се онадите се ова. Мора да излезе тоа обраќање претежно на оние кои што се чувствуваат неопределени. Јас сум еден од вас, но секојаш се определувам за некој предизбори. Кога ќе видам ја изгубил главата, овие 100 глави да има предавниците на Тачи и на Заев, 100 глави ќе ги изгубеа последниве 7 години. Не една, 100. Мора да се уништат на изборите, затоа што ова ќе бидат најбруталните избори. Моќни сили ќе работат на тоа да се заокружи предавството што го почна Заев и Таче. Да се заврши до крај. Да се пуштат бугарите во уставот, да се избрише македонскиот идентитет, историја, ова.
Можат тие предавници сега да јадат бурек колку сакаат, не знам, ние нема ова да направиме, ние нема. Као што почна Дилајла на Келава да јаде бурек. Не знам, ке видиме ке ова за внесување у Уставот. Све е лага. Да сакаат до сега ќе ги прекинеа договорот, ќе го укинеа договорот со нив, ќе го уништеа. Ќе распуштеа онаа историска комисија. Немаше Бујар да ги издава дека го имаат идентитетот на маса, ама не преговараат за него. А зашо стои на маса како букет свеќе? Како стои на маса, а не преговараат? Кого толку сте глупави да верувате на тие идиотски спинови оправдувања? Тие се решени да го направат тоа. Да, јас ке гласам за најголемата опозицијска партија, за ВМРО. Као што сум гласал порано против нив, кога сум осетил дека изгубиле главата. Овие 100 глави изгубија. Дали сум ја ВМРО? Не сум. Не сум. Што сум бидел ја од партија било кога. Да не ви редам како изгледа мојот имотен лист. Неќам. Но, ако ВМРО ги слушав сега, Мицковски беше, отворено кажа, не може бугари во устав под ултиматум. И да ви кажем уште нешто, дипломатијата подразбира реципроцитет. Немам ништо. Пуштете ги бугарите уставот, окей, но отворете го и бугарскиот устав и признајте ги македонците. Признајте ги оние 17 пресуди од Страсбур. Дека постои македонски народ во Бугарија. Нема проблем. И ние вас ќе ве признаеме. Реципроцитет. А не признавате како народ, не признаваат како историјата ни, јазикот не го признаваат. Ние да сме внеселе шака народ од 3000 луѓе уставот. Зашто бе? Зашто? Толку наивни треба да бидеме и глупави уште? Да не се прашаме зошто тие го бараат тоа? И зошто очекуваат ние толку лесно да се откажеме од нашето? А не смееме да се откажеме. И ги држам за збор, го слушнав Мицковски на телевизија. Нема пуштење на бугарите во уставот додека постои било каков ултиматум, услов, закани. Ги држам за збор, ВМРО ДПМН ви се обраќам на вас, затоа што може да се случи утре стварно да го дадам гласот за вас. Не си играјте повеќе ни вие со довербата на македонците, со иднината на македонците. Опасни се ова времиња, опасни за нас. Ги изгубивме до сега малтене сите битки. Не дозволувајте и војната да ја изгубиме. Готово ќе биде, имајте ги вие сите пари на овој свет. Праќајте ги децата кај сакате да се школуваат. У не знам кој пичке си материне. Кармата е курва, кучка. Да не ве подсетувам. Што може да се случи, имате од ваша близина такви примери, кога кармата ќе вмеша прсти. Не ќе да именувам. Изборете колку сакате. Секоја игра поинаква, подалечна од целта да се тргнат од власт, предавниците од Социјалдемократскиот сојуз ќе биде играње во нивна корист.
и играње во корист на Бугарија, на Грција и на сите нивни шовинистички аспирации, колониалистички аспирации кон Македонија и македонците. Па вие можете наративот како сакате да ви биде. Мицко е ваков, Мицко е наков, ВМРО се вакви, ВМРО се вика. Се додека не се обедините заедно да си пружите рака, вие ќе играте у корист на овие другиве. И тоа е така. А после, само некој одгоре ќе направи, можеби, ќе му ја олесните работата да направи се како Талат Джафери да ви остане премиер уште една година. Па овие избори нема мандат, па не успешни, па одиме понатака, па не знам што, пак има нови избори, па вонредни уште едни, па вакви, па... Ќе одат на таа карта да не се состави влада ако победи мнозинството македонци на изборите, ако изгласаат опозицијата со најголемата опозицијска партија. 99% ќе направи големиот брат се да не се состави влада Тала да ви остане премиер, да ви остане премиер година дена. Да ви ја води државата додека мафта со албанското знаменце пред него. И Бујар да ви остане премиер за надворешни работи. Да шурува со бугарите и грците на штета на македонскиот народ. Будали едни. Опаметете се. Немаме уште ни време, ниту пак ни останаа многу шанси да да извлечеме нешто позитивно од целова трагедија национална што ни се случи последниве 7 години. Ви благодарам.